Не е Бугарија толку силна, колку што е Македонија слаба. Тоа што државата тоне во корупција и криминал, лошата економска состојба, целосниот недостаток на реформи во време на владењето на СРСМ и ДУИ, се хендикеп кој Бугарија многу вешта го користи за да ја истурка својата агенда, сметаа дел од аналитичарите. Доколку Македонија на овие полиња имаше напредок, рацете на Софија ќе беа врзани, па дури и дел од нашите сојузници меѓу земјите членки ќе можеа да извршат дипломатски притисок врз Бугарија да го крене ветото. Според универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски, факт е дека постои отпор во унијата кон проширувањето, и тоа посебно со држави кои не можат да го следат она што значи основен европски стандард. Па затоа ветото на Бугарија им доаѓа како порачен изговор за да се забави процесот. Укажувањето е што доаѓаат веќе отворено од некои европски држави, јасно става до знаење дека постои отпор во унијата кон проширувањето, а посебно не со проширување со држави кои не може да го следат ниту она што значи стандард на Европската унија, ниту она што значи политички критериуми кои би требале да се исполнат. Очекувањето на власта дека 2030 година е година кога ќе се приклучиме на европското семејство е далеку од реално. Всушност и самата власт функционира на тој принцип на нереални очекувања и нереални желби, а ветото на Бугарија само оди во прилог на она што значи забавен процес на проширување на унијата. Јанкуловски посочува дека корупцијата е најголемиот проблем заради кој Македонија се уште не може да мрдне од мртва точка. Процесот на проширување, иако постојат, што би рекла власта, позитивни сигнали во тој контекст, далеко од тоа дека ќе бидеме брзо, а ценејќи и состојбата во Македонија во контекст на владењето на правото и во поглед на она што значи висок степен на корупција, далеку сме од било какви можности дека набрзо ќе станеме дел од Европската унија. Повеќе пати дел од аналитичарите предупредуваа дека уставните измени не се единствената причина за рампата на Македонија на патот кон унијата. Дури да ги вметнеме бугарите во уставот, правилата на Европската унија се јасни, дека усогласување со нивните стандарди и прописи мора да има, а тоа значи и нулта толеранција за криминал и корупција, што со последните закони за измени на КАЗЕ, закон за амнестија и помилување, како и низата скандали со непотизам, тендери, договори во 4 очи и слично, е далеку од она што го бара Брисел.